Проучуваме од посланието до евреите. Апостол Павле го пишува ова послание до евреите христијани, значи христијаните кои што имале потекло од јудеизмот или биле евреи. Зошто апостол Павле го пишува ова послание до евреите? Тоа биле христијани со долг стаж. Долго време биле христијани, потекнувале од јудеизмот, биле евреи. На почетокот биле ревни, трпеле прогонства, биле затварани и покрај сите тие маки кои што ги имале, тие сепак се држале за Исуса Христа и биле многу силни во верата. Но со тек на време се умориле на христијанскиот пат и нивната вера полека почнала да опаѓа. И неколку стихови во ова послание укажуваат на тоа дека нивната вера полека почнала да паѓа. Например, во втората глава, првиот стих кажува дека губеле волја, тоест се препуштиле под влијанието на мноштвото. Мноштвото, луѓето од светот почнале да влијаат на нив и тоа придонело нивната вера да опаѓа. Во втората глава, вториот стих, апостол Павле кажува дека тие занемариле верата. Во третата глава, од 2 до 14, вели дека неверството почнало да ги привлекува. Биле силни предходно, ама полека почнало неверството да ги привлекува. Во истата глава од 3 до 16 вели дека заради гревот срцата нивни закоравеле. Почнале гревот да биде поприсутен, во нивниот живот и нивните срца закоравеле. Во 5 глава од 11 до 14 вели дека запрел нивниот духовен раст. Растеле, напредувале, биле силни во верата, но нивниот раст запрел. Во 10 глава, 25 стих, вели дека престанале некои да доаѓаат во црква. И на неколку места, како во 6, 10, 12 глава, вели дека некои дури и јавно се одрекле од Исуса Христа. Проблемот кај евреите христијани бил или заморот или презаситеноста, а тоа е вовед во одвојување од заедницата, од црквата, а исто така од Исуса Христа. И Павле им дава совети, во целото послание укажува дека Исус Христос е жив, дека е горе на небесата, дека се застапува за нас, дека треба да продолжиме и понатамо едноставно да му веруваме на Исуса Христа, но исто така посебно истакнува и верата во ова послание. Поради отсутството на верата дошло до пат во нивниот духовен живот и затоа апостол Павле сега во ова послание зборува за верата, за да ја појача нивната вера и дава духовни совети кои се базираат на добра теологија. Иако има многу што и повеќе теми кои што се обработени во ова послание, ние ќе зборуваме само за верата, кои што во 11, 12 и 13 глава се обработуваат од ова послание. Во првиот стих од 11 глава апостол Павле ќе запиша: верата е тврда увереност во она на кое се надеваме и убедување за нештата што не се гледаат. Вели, тоа е вера. И Павле овде нагласува два аспекти на верата. Првиот се однесува на времето, вториот на просторот. Верата, апостол Павле со други зборови сака да каже дека пружа раце кон еднината и се фаќа за еднината. Уште не дошла еднината, ние не знаеме што носи еднината, но сепак на основа на Божите ветувања ние знаеме што ќе се случи. И верата пружа раце кон еднината и се фаќа цврсто за тие Божи ветувања дека ќе се остварат еден ден. Се фаќа за светот на невидливото, за нештото што се уште не дошло, што не го гледаме, ние рачунаме и сметаме дека тоа стварно ќе биде како да е реалност денеска. Според некои верата е неодредена религиозна надеж, нешто абстрактно. Ние веруваме и често пати и кај нас тоа во ова денешно време се случува. Да, ја верувам и многу луѓе кои да прашате верувате ли? Да, јас сум верник, ја верувам. А што значи тоа? Па верувам дека постои Бог, почитувам одредени традиции и така натаму, нешто некако како да е замаглено, како да не е јасно што е тоа вера. Тоа некоја неодредена религиозна надеж. Но сепак, според Евреите 11, верата треба да биде нешто конкретно. Тоа треба да биде стил на живот, начин на кој што ние живееме. И во првиот стих
вели, а верата е тврда увереност. Тврда увереност. Или, ако читаме на оригинала, тамо пишува хипостасис, кој значи увереност, суштина. Интересно е што овој збор се користел из имотен лист. Верата е имотен лист, тапија, документ, кој што јасно ти покажува дека ти си граѓанин на Небесното царство. Например, преку археолошките испитувања се дошло до сознание дека хипостасис бил документ, тапија, кој што покажува дека нешто е твое. Например, во едно археолошко истражување пронајден е документ кој се нарекува хипостасис, се работи за жена кој што го пратила тоа писмо преку својот слуга. Слугата одејќи до судијата влегува во еден ан, таму се случува пожар, но тоа писмо било зачувано и пишувало хипостасис. Тоа било со цел, жената го пратила тој документ со цел да докаже дека еден имот е неизин во една расправа која што имала нели со друг човек. Значи тоа е тестамент, тоа е имотен лист, нешто што е конкретно, нешто ние имаме. Кога апостол Павле вели верата е тврда увереност, верата е имотен лист за она што се надеваме. На што се надеваме ние? Покасно во 11 глава апостол Павле ќе спомне за што? За небесниот град. Нели? Зашто копнел Аврам? За град кој што чиј е творец? Кој е творецот на тој град? Самиот Господ. Верата е, значи имотен лист, документ, тапија на нешто што се уште не го гледаме, ама знаеме дека Бог го спрема за нас. Бог го спрема за нас. Знаеме дека еден ден тој град ќе биде, Божјото царство нели ќе дојде и ние еден ден едноставно ќе бидеме таму горе во небесата. А тоа е оно што апостол Павле го има на ум. Верата е документ, верата е нешто што јасно покажува дека еден ден ќе се случи, иако ние денеска тоа не го гледаме. Верата не е за еднократна употреба. Одлука да му служиш нели на Исус и тоа така замаглено, туку верата е начин на живот. Верата е став. Ако ние веруваме дека стварно еден ден Исус Христос ќе дојде, ќе бидеме горе на небесата, тоа дефинитивно ќе се одрази на нашиот начин на живот. Овде, денеска. Човекот кој верува стои цврсто на земјата, но во исто време гледа и во идниот свет. Тој има двојно државјанство. Се труди да живее на начин за да го оправда и едното и другото државјанство. Нова земја, тој е државјанин на една од земите, нова планета. И се труди според својот начин на живот да го оправда своето државјанство. Да биде примерен граѓанин, да ги почитува законите, да со се едноставно да придонесе за државата. Но во исто време, тој е државјанин на кој? На Божјото царство, на Небесното царство. И со својот живот, тој сака да покаже дека е државјанин на Божјото царство. Верата ја претвара надежта во стварност, а невидливото во видливо. И подоцна апостол Павле набројува многу личности од Стариот Завет, кои што покажале силна вера. Тука ги набројува нели многу и Мојсија, и Авраам, и многу други личности од Стариот Завет и појаснува како тие покажале својата вера. Ако ја гледаме таа листа на луѓе кои што апостол Павле ја реди во оваа 11 глава, ние ќе видиме дека тие луѓе верувале, ама и нешто конкретно покажале во својот живот. Кога Бог на Аврам му кажал, жртвувај го својот син, Исак. Дали Аврам го жртвува? Ама вели со вера го жртвуваше. Со вера во што? Во воскресението. Значи, верата води кон конкретен чекор. Аврам да не верувал, тој немал да го во воскресението, да не верувал во Господа, дека може повторно да го воскресне неговиот син, дали ќе го жртвувал својот син? Ќе го дал на жртва? Не. Мојсей вели, иако беше еден од наследниците нели на можеше да биде голем човек нели во египетското царство и беше,
преку вера што направи? Како? Се напушти и тргна по Божјото ветување. Верата води кон акција. Верата води кон одреден начин на живот, кој што треба едноставно човекот да го покаже. Верата едноставно ја претвара нивната надеж во реалност или го гледале невидливото. Верата ги правила поинакви, била во позадината на нивните дела и тоа било суштината нели нивна. Значи верата води во акција. Верата не е верување. Ја верувам во нешто, туку верата е едноставно живот, начин на живот. Верата прави невозможното да стане возможно и верата го гледа она што е невидливо. Верата гарантира за еднината и тоа е нагласено нели во оваа глава. Сега, конкретно кога станува збор нели за ова дека верата води кон акција, верата треба едноставно да се покаже преку нашиот начин на живот, не само верување у смисол ја верувам дека Бог постои, а тоа нема никаква доперна точка со мојот живот, туку мора едноставно тоа да се одрази во моите ставови, во моите дела, во моите зборови, во мојот начин на живот. И читаме во 39 и 40 стих од 11 глава. И тука апостол Павле ќе ги каже следните зборови. Сите тие, иако се посведочени преку верата, не го примија ветувањето, зашто Бог предвиде нешто подобро за нас, тие да не дојдат до совршенство без нас. Тие верувале и дали Божите ветувања се оствариле во нивниот живот. Авраам вели, оди, стани од твојот роден крај и оди во Ханан, таа земја ќе ти ја дадам. Го доживеал ли тоа Авраам во својот живот? Не, го доживеале генерациите после него. Ама тој бил цврсто уверен дека тоа Бог што го кажува ќе се оствари. И со вера тргнал, значи направил конкретен чекор и акција. Но вели, не само тоа вика, Бог предвиде нешто подобро за нас, тие да не дојде до совршенството без нас, туку заедно со нас, со сите, да го видат она што Бог го припрема, тоа е небесното царство. Што е многу интересно, зошто тоа го правеле сите тие луѓе? Понатаму апостол Павле набројува, вели има многу кои што едноставно претрпеа што? Неволји, страдања, убиства, вели на пола ги сечеа. Зошто се предавале на такви маки? Зошто се предавале на такви маки? Зошто? Еве ќе читаме во 11 глава, во 13 до 16 стих. Вели, сите овие умреа во вера, не добивајќи ги ветувањата, туку само оддалеко ги видоа и ги поздравија и исповеда дека се тугинци и предојденци на земјата. Шо се? Тугинци и придојденци на оваа земја. Зашто кои зборуваат така покажуваат дека ја бараат родината. Што го бараат? Небесното царство, Божјото царство. И ако при тоа мислеа на она од кое излегле, има време да се вратат. Но сега копнеат за подобро, односно по небесната роднина. Затоа Бог не се срами од нив да се нарече нивен Бог, зашто им приготвил град. Зошто едноставно дозволеле да бидат измачувани, па некои да умрат? Зашто? За иднината кој што Бог ја припрема. За небесното царство. Затоа што сватија дека тие нова земја се само тугинци, поминуваат низ оваа земја. Еден ден што ги чека? Ги чека небесното царство. И затоа апостол Павле ги советува да тие да истраат до крај. Например, во 12 глава, 1 и 2 стих вели: затоа и ние, имајќи околу себе толков облак сведоци, да ги положиме настрана секое бреме и гревот кој не сплеткува лесно и да трчаме со трпение на трката што ни е поставена пред нас, гледајќи во Исус, почетникот и исполнителот на нашата вера, кој поради радост што беше пред него, го претрпе крстот, презирајќи го срамот и седна одесно од Божјиот престол. Вели, имајќи го сето тоа во вид, како нашите претходници покажаат цврста вера, силна вера, да го покажеме и ние тоа. Ги охрабрува евреите христијани, кои што полека почнале да тонат нели со верата. И вели тука да го оставиме бремето,
товарот и гревот да не сплеткуваат. Во тоа време и понатаму вели и да трчаме. Во тоа време кога се припремале за Олимписките игри, за надпревари, тие што трчеле, што учествувале во тие трки, ставале тегови на нозете и така вежбале. А кога требале веќе да настапат и да трчаат вистински за награда, тие ги ваделе тие тегови. После им било многу полесно да трчат и по-големи резултати правели. Тука апостол Павле на тоа мисли, вели, да ги положиме на страна, да ги извадиме од нас, да го тргнеме бремето, гревот, што ни смета и да трчеме кон целта кој што Бог ни е дава. Се оно што ни смета да го оставиме на страна. И подоцна од 13 глава апостол Павле зборува за конкретни нешта. Како ние како христијани треба да покажеме верата? Ако стварно веруваме, дека Исус Христос ќе дојде, дека не очекува една славна иднина, дека не очекува ново царство, еден град кој што Бог го спремил за нас, тоа што дефинитивно треба да се одрази во нашиот начин на живот. Нашиот начин на живот, нашето зборување, се треба едноставно да покажува дека ние стварно веруваме дека Исус Христос ќе дојде. И апостол Павле во 13 глава дава совети што всушност значи тоа, како да ја примениме верата во нашиот начин на живот. И вели, братолюбието нека остане. Како ние очекуваме небесно царство, ако не се сакаме меѓу себе? Еле. Ако не покажеме љубов тука, как ја покажеме? Горе на небото? Понатаму вели, не го заборавајте гостолюбието, зашто некој преку него, без да знаат, прими ангели на гости. Гостолюбието е исто така дел од љубовта кон другите луѓе. Да. Понатаму вели, помнете ги затворениците, како да сте оковани со нив. Имајте разбирање за нив. Сочувствувате со нив. И оние кои страдаат, зашто и самите сте во тело. Многу биле затворени заради Христи. Може би биле занемарени од страна на своите браќа и на своите сестри. Вели, немојте да ги заборавате. Треба да се грижиме еден за друг. И треба за тие што страдаат, треба едноставно да покажеме сочувство кон нив и разбирање, да ги сакаме и да покажеме конкретни дела дека навистина се грижиме за нив. Сите да го почитуваат бракот и брачното легло чисто, зашто Бог им суди на блудниците и прелюбниците. Јасно се покажува дека имало и такви работи, повеле, ако вие се припремате за небесното царство, нема такви работи да правите. Вие ќе се трудите да живеете честно и на ова поле. И вели, нека вашето однесување биде слободно од сребролюбие, од материализам. Бидете задоволни со она што го имате, зашто тој рече, никогаш нема да те напуштам, ниту ќе те остава. Нормално, ние за својот живот треба да имаме и куќа, и пари, и се за да може животот да си оди, но не треба парите нас да не преокупираат и материализмот да не биде на прво место. Зошто? Зато што ние не градиме тука, туку горе на небото, нашиот дом, и да живееме тука, и да доживееме, што те знам, и 100 и 200 години, еден ден пак и умреме. Ние се надеваме горе на небесата. Не треба материализмот да ни биде на прво место. И понатаму вели, затоа можеме смело да речеме, Господ ми е помошник, нема да се плашам, што може да направи човек. Помнете ги своите водачи, кои ви го говореа Божето Слово. Гледайте на крајот на нивниот начин на живење. Подржете ја нивната вера. Подржете ги водачите. Вели, Исус Христос е ист вчера и денес и довека. Не дозволувајте да ве заведат со разни и туги науки, зашто е добро срцето да биде зацврстувано во благодат, а не со јадења, од кои нема полза оние кои што живеат преку нив. Држете се до верата, немојте да прифаќате туги небиблиски учења. Ние имаме жртвеник од кого имаме право да јадат служителите на шаторот. Бидејќи телата на животните, чија крв првосвещеникот ја внесува во светилиштето за гревот, се изгорува надвор од станот. Зато Исус,
за да го освети народот преку својата крв посреда надвор од градската порта и така да појдеме кон него надвор од станот носеќија неговата наметка, зашто тука немаме траен град, туку го бараме идниот. Што очекуваме и што бараме? Идниот град. Ерусалим кој што треба да дојде. И така преку него да му принесуваме постојано на Бога пофална жртва, односно плод на устните кои го исповедаат неговото име. А не заборавајте ги добротворството и делењето со другите, зашто со такви жртви му се угодни на Бога. Бидете им послушни на вашите водачи и покорувајте им се, зашто тие бдеаат над вашите души како оние кои ќе одговараат за тоа, за да го прават тоа со радост, не со воздишки, зашто тоа не би било полезно за вас. Апостол Павле, и уште 2 стиха вели, молете се за нас, зашто сме уверени дека имаме добра совест и сакаме да владееме добро во се. Уште повеќе ве молам да го правите тоа, за да ви бидам поскоро вратен. Значи, сака да каже дека верата има широка примена. Не е само да веруваме некои ставови во својата глава, доку тие ставови дефинитивно треба да се одразат и во нашиот живот, начинот на кој што живееме. Верата едноставно треба да не смени во повеќе аспекти во животот, треба да се покаже. Верата треба да ја живееме, ако навистина веруваме во тоа што го пишува во Божјето Слово. Дека стварно Бог ни помогне. Јас се сеќавам дека некаде пред 2000-та година многу беше повеќе зборувано за Божјото царство, некако како потајно да очекувавме дека Исус Христос ќе дојде, дека 2000-та нема да ја поминеме. И некако многу повеќе едноставно како верници, како црква, со таа нада живеевме. И како, барем тоа е мој впечаток, можеби субјективен. Али како помина 2000-та година, некако како да спласна се, како да очекувавме, па не дојде и понекогаш можеби и ние се изморуваме како што евреите се измориле, па некако полека клониме со верата. И овие стихови нека не поттикнат, како што вели апостол Павле на евреите христијани, да се уште го очекуваме градот кој што треба да дојде, Божјото царство. Да не се уморуваме во верата, туку постојано едноставно да подгреваме таа вера која што ќе се одрази во нашиот начин на живот, во постапките кон другите луѓе, во ставовите кои што ги гаеме, и да стварно се види дека ние сме еден посебен народ на небесното царство кој што го очекуваме. Сестра Ленче, ти сакаше да кажеш нешто? Амин. Да. Точно. Таа вера треба всушност да ја покажеме, нели, и во нашите животи. И нека Бог вистина така ни помогне и да биде во нашиот живот. Амин.